Здраво на сите! Јас сум Марио. Јас сум Ивона. И добре дојдовте назад на нашиот YouTube канал. Welcome back! Ова е специјалот за 500 сабскрајбери. Јеј! Да, ви благодариме од се срце на поддршката и како што ви ветивме, за ден се одлучивме да направиме Q&A. На YouTube сме веќе скоро 3 месеци, почнавме да снимаме на 31 август, ајде да речам 1 септември, така што како со дечињата во школа тргнавме ние по патот кој наречен YouTube и пресретни сме што ви имаме и што ни ја давате секојдневно поддршката ваша без да барате ништо за возврат, но ние се чувствуваме должни, така што одлучивме да ви одговориме на сите ваши барања, констатации, прашања и така натаму. На социјалните мрежи, односно на Инстаграм, имавте можност да ни поставувате прашања, така што ние ги одвоивме на интересните, односно ги отвоивме скоро сите, затоа што секога од вас сакавме да испочитуваме и да му дадеме адекватен одговор. Така што Ивона ги има на телефон прашањата и ќе почнеме едно по едно, лека по лека да ги одговараме. Видеото веројатно ќе биде малку подолго, затоа што има многу прашања, но ќе се справиме. Фала и од мене. Да. Одиме со првото. Прашање го поставува Ива Петрушовска и вели што има ново, може ли поздрав? Еве имаме ново 500 сабскрајбери, така што може Тоа е поздрав ново. за Ива. Тоа е Поздрав до единствено. Ива. Второто прашање е од Стеф Рашо. Што би одбрале да ги знаете сите јазици на светот или да ги разберете животните? Тоа иначе Стефанов каналот Стефанатор, така да поздрав за тебе Стефан и ти благодарам на поддршката. И честитки за 16.000 сабскрајбери на твојот канал. А што би одбрале, Ивона? Ја да ги знам сите јазици на светот, посебно германскиот. Ја веројатно да ги разбирам животните. Затоа што јазик постои еден универзален, би требало да го знаат сите во целиот свет, нели? Така што ќе се разбереме со зборење со животните малку потешко, така што. А пошто ги сакам животните, Добро. би сакал да ги разберам. Третото прашање од Димитар.б. Дали планирате да снимате реакции на некои видеа и дали ќе може поздрав за мојот канал The Young Boy? Ова Марио ќе го одговори. Поздрав за тебе. Поздрав до И ете, Димитар Б. претплатете се сите на неговиот канал, поддржете ги сите млади луѓе кои отвараат свој YouTube канали. Ова е многу креативна работа и сите заслужуваат поддршка. Инаку планираме да снимаме реакции, но имаме еден голем проблем, а тоа е што ние и покрај тоа што веќе броиме 500 сабскрајбери, и покрај тоа што веќе работиме 3 месеци, ја немаме соодветната и адекватната опрема за снимање и немаме можности да ги правиме, да ги манифестираме сите тие идеи кои ни се во глава. А имаме многу. Да, и не можеме да се одважиме на сите тие предизвици. Реакции се многу интересни, меѓутоа се уште немам добар програм за монтажа, поради тоа што јас ги монтирам видеата, имам многу проблеми со тоа, но не сакам да се жалам во видеата, сакам да собереме публика само со убави нешта, со позитивни видеа, тоа што јас имам проблеми со програм, со камера и така натаму, мислам дека не е ваша работа, туку моја и тоа вие не треба да го приметите. Работиме најдобро што можеме со она што го имаме. Следното прашање од М.Р. Ферит, 100 долари. Мистер Ферит. Мистер Ферит. Кога би требало да одвоите некој посебен момент од вашиот личен живот што најмногу ви значи, кој би бил тој момент или случај? Зависно е тоа од кој аспект. Постојат многу нешта во кариера, многу фамилиарни нешта, многу пријателски нешта, многу социјални нешта што мислам да изиде по социјалните мрежи, надвор некаде во реалити, во музички шоуа. Така што постојат многу нешта, јас веројатно би го одвоил моето поминување на X Factor, како нешто што моментално ја обележа оваа моја година. И 500 сабскрајбери на YouTube. Јас би го одвоила еден момент кога учествував 2015, 16 или 14 и 15 година на Звездите на Грант, поминувањето од втор во трет круг, затоа што не се надевав и тој момент и тоа чувство што го почувствував тогаш ми беше непознато и преубаво чувство кое што се надам дека и оваа година ќе биде така. Да, иначе кој не знае, што често стизгаат прашања за учеството на Ивона на Звездите на Грант, таа се надпреварува и годинава, така што чекаме вашата поддршка. Ќе ви известиме кога ќе настапува, така да бе. Да. Следното прашање од Ел Чапе, еден мој пријател,
кој што го познавам, вели, дали се размислувала да се занимаваш со глума, оти после скечевите може некој да ти каже дека си ја утнала професијата, седур не му излезе видео како пееш. Хе. Не, искрено со глума не сум размислувала никогаш во животот да се занимавам. Со Марио вака прв пат кога снимавме скечеви се впушти во таа улога. Да се чудиме зашто никој уште нема понудена улога во филм, во представа и така. Некогу се трудиме. Така да не сум се размислувала, но сепак убаво си кажа, седур не му излезе видео како пееш, така да пењето е мојата појака страна. Тоа е најака страна. После YouTube. Добра, следната прашање од Блаже Памуков, 25. Каде би сакале да живеете? Поздрав до Блаже. Моментално во Шпанија, само да е топло. Некаде каде што е топло, некаде каде што има сонце, се смрздавме, одвратно е. Јас во Виена. Добро познато. Иначе јас сакам во Калифорнија, меѓутоа збора моментално. Иначе за стално може. Моментално. И ја бил со Марио, заедно ќе снимаме влогови. Топ начко. Следното прашање е од Тоша Балов. Што планирате уште да снимате на каналот? Планираме да снимаме многу влогови, многу други предизвици, многу реакции, што ги спомнавме претходно, но во фаза сме на спознавање на добра програма за монтажа, нова опрема и така натаму, да не гадам со тоа. Значи, планираме да снимаме се што постои на YouTube. Ние не сме ниту бјути канал, ниту скетч канал, ниту влог канал. Ние сакаме да бидеме доволно креативни за сите нешта кои нам ни се забавни, да ги манифестираме на нашиот канал, односно истите да ги снимаме. Следува влогмас, следуваат многу влогови таму при крај на декември, почеток на јануари, ќе бидат накратко известени, така што Смути челендж. Да, тоа подоцна ќе зборуваме за тоа. Наредното прашање од Стојан. Ако имате уште 3 минути живот, што би кажале еден на друг? Тој е наш колега. Да, Стојан е исто јутјубер, така да линк од неговиот YouTube канал ќе ставиме во дескрипција, како и од The Young Boy, како беше. Од сите канали што моментално наши колеги помали и поголеми канали ќе ги ставиме во дескрипција, така да посетете ги и ви благодарам што ни поставивте прашања и ви позакувам и вам успех на YouTube, така што ви благодарам што учествувате во специјалот за 500 септември на нашиот канал. Инаку да имаме 3 минути. Еден на друг. Какво видео да снимаме? Последно! Ќе снимаме веројатно опроштено видео од YouTube. Кој ќе трае една минутка, нема да биде едитирано затоа што едит одзема многу време, ќе биде поставено на YouTube, вајда ќе се постави, нема ни минутка да трае. Ќе го ставиме у 360, она да нема рухабе да се стави. Шими се. Не очекував ова дека ќе кажа. Не, се па не знам што ќе си кажеме, веројатно ќе си кажеме те сакам. Не. Се сидам ако ми смачка на косава, не сум шишан одамне, имам гнездо. Те да суплико, por favor. Само една птичка да ми не црта. Те да суплико. И само на Инстаграм е така тум-тум. Се знаем да не сум млад. Ја вајда ќе ставам стори. Дај вола ќе стави стори, почиве во мир и Марио ти доаѓам наскоро. Тоа не шлакната и Ким го прати на Манолев, на Ангелина. Безобразни, на Марија, на сите. Добра, наредното прашање е од Јована Т.Т12. Вели, омилени балкански јутјубери, леле шо ме се косо. Јас веќе 100 пати реков до сега дека мој омилен балкански јутјубер, ако збориме од Балканот, е Денис Домјан, тој од Хрватска и поздрав до Дениса кој не гледа. Да. Па Денис те гледа во суштина. Па секако затоа го поздравив. Поздрав и за Денис и неговиот канал ќе го ставам доле во дескрипција. Не, Денис е според мене еден од најкреативните јутјубери и еден од ретките што не снима видеа кои ги имаат снимено сите живи на YouTube, како што например ние. Да. Туку прави случајно онака автентични видеа, има автентични материјали, многу е креативен, прави свои песни, снима, значи топ. Кој не го знае Денис Домјан, тркнете на неговиот канал и уживате. И Биџованка, Лош ми панда. Мене исто така се согласувам со Марио, плюс би додала некои бјути канали како, ама се зборува за балкански, еве Ружа, често ја следам. И овие два што ги Марио кажа, да, зашто ми е хит како се шминка. Кажа бјути. Другите видеа неизини не ги гледам. Пота.
Елизавета. После имаме исто од МР Ферит, долна црта, бидејќи знам дека двајцата студирате. Сакам да ве прашам, знам дека е малку тешко, но би сакал да знам помеѓу музичката кариера и професијата што би одбрале. PS ве поздравувам од Шпанија и за нетрпение го очекувам секој ваше ново видео на YouTube. Фала ти, поздрав за Шпанија, земи ме. Земи ме. Поздрав за Кристина Армандова и таа не гледа. Така што, не, што беше прашањето? Би одбрал музичка кариера. Да, ја живеам за музиката. Музиката е нешто со што онака имам започнато образованието, никогаш не сум го ставал на прво место исклучиво поради музиката. Музиката секогаш ми била number one, така што не сакам да звучам патетично. Јас студирам исклучиво за да бидам образован пејач, а не за да завршам како професор во училиште по социологија. Добре, за мене малку е комплексно зашто студирам стоматологија, веќе добро знаете, но кога би требала да бирам, а не ми у план да бирам, туку да работам две нешта, со мојата енергија ќе стигнам, би одбрала секако музичка кариера. Потоа имаме од Мартина Симјановска 13 и Димитар С 2005 исто прашање. Да, која ви е целта на YouTube? Може ли поздрав? Еве поздрав до Мартина и Димитар. Целта на YouTube, за да работиме заедно, прво ја ќе кажам, ајде и Марио нека каже, да ве забавуваме, да ви се доближиме на што е можно поблиску да не запознаете и секако да мамиме наставки на вашите лица. Да, суштината на отварање на нашиот YouTube канал е всушност забава. Исклучиво забава. Ние ностоп се зезаме меѓу себе, така имаме интерни шеги, со тоа дека сакаме одредена бројка. Меѓутоа, не сме од оној калибар на луѓе кои само преку бројки го посматраат YouTube. Се радуваме на поддршката. Многу ни е драго кога ќе се одважите на нашите видеа со прегледи, со лајкови, со коментари, не заследувате на Instagram, не пишувате, не фалите, не кудите, не коментирате и така натаму, но суштината е дека сме свесни дека за секој еден канал, односно subscriber, стои душа. И единствена наша цел е просто да комуницираме со таа душа и да ја забавуваме таа душа. Ние тргнавме по овој пат исклучиво поради забава. Нам ни е пред се убаво да седиме пред камера, да се снимаме и едва чекаме да ставиме ново видео, заедно го гледаме, му се радуваме, ги гледаме реакциите, така што тоа е нашата цел. Може би еднаш ќе стигнеме и до тие бројки од 50.000, од 100.000 сабскрајбери, меѓутоа тоа нема никакво значење за нас, доколку со тие луѓе немаме нели еден фин однос. Ние не сме исти ќе сме, само што ќе имаме подобра опрема. Да, веројатно со тек на времето, како ќе добиваме подобра опрема, ќе купуваме такви некои ствари потребни за YouTube. Веројатно ќе раснат тие сабскрајбери затоа што 21 век е луѓе во свете се запознаени со YouTube и знаат што сакаат. Некогаш сликата знае да биде пречка, меѓутоа јас мислам дека како за почеток имаме одличен канал. Потоа имаме Тодороскис. Како додовте до идеја да снимате за YouTube и на кого прво му текна да го отвори каналот? Поздрав до Тодороскис. Не. Ќе одговориш ти ја? Прашањето само бара име. Не, па бара и како за Марио. Прво отворив ја мој YouTube канал, само Марио Рангеловски, кој се уште постои, но не сум толку активен поради оваа причина, веќе реков во еден од влоговите кои ги ставив на овој канал, односно единствен влог. Одлучив да се фокусирам на еден канал и ете одлично интернет, стигнавме до 500. Инаку, идејата беше моја со тоа што Ивона секогаш е било примамливо, како и на мене. Да. Јас со години наназад следам YouTube, странски јутјубери, следав неколку балкански, еве сега следам и некои македонски јутјубери, што е особено драго, ден на ден се дознавам некои нови македонски имиња, едва чекам да ги отворам каналите и многу сум горд што ете сме некако придонесуваме при развивање на македонската YouTube сцена и многу ни е драго што нашите постари колеги, односно поискусни колеги, постари не се, може би си најстари на македонската YouTube сцена. Стварно? Не знам, не познам постари. Не е ни битно, мислам Боби е постар. Сигурно им уште некој, но ние не ги знаеме толку. Тие што ги знаеме ги поздравуваме и благодарам на поддршката и ете. Не знам дали да одговорив тоа што требаше, ама тоа идејата е таа, да ве забавуваме. YouTube Македонија. Да. Имаме наредно прашање од Трајковска, 2 долни црти. Дали си таа Ивона што убаво пееше на Звезда Гранда?
Епа, изгледа таа сум. Што мислите? Да, Ева во годинава пак ќе ви пее Да. така, да. Пеев, Нема да биде секундно. таа, туку ќе биде ова. Ова. И Марија на наредното снимање иде со мене, ми вети, еви имаме видео и снимаме влог таму. Ми ветуваш? Да. Ева го, последните 3 минути се твои. Потоа Тоа не имаме... звучеше како претходното прашање за последните 3 минути. Упс. Том-дом, том-дом. Ајде. Потоа имаме прашање од Слободанка. Оти не снимате дует со Марио и дали планирате да се занимавате со музика во животот? Ма добро, дали ќе снимаме песна? Сега, не да им пееме. Усни на усни, тивка музика, раце во коси, колку си убава, очи во очи, рај во душата. Не го знам текстот. Не снимаме дует затоа што не снимаме ни соло песни нешто последно време. Ја немам соло песна. Добро. Линк ќе ви ставам долу на дескрипција. Од мојата последна Не. новина. У суштина нешто престанавме. Не сме ни почнале да ја Престанавме. градиме музичката кариера од тој аспект со многу песни и нешто. Јас сум прифатил секакви будалаштини, сум снимал, имам 7 песни до сега. Меѓутоа, никогаш не е на одмет дует доколку се појави вистинска песна во вистинско време на вистинско место, така што како го стекнував музичкото искуство, сатив дека музиката се прави со душа и се прави во вистински моменти, а не кога ќе ти е досадно и немаш што друго да правиш, така што може би еден ден дует, може би и не, а што се однесува до нас, да, продолжуваме со музичката кариера, како што говорихме во претходното прашање, тоа ни е нели на прво место. Работиме на музичката кариера. Дали планирате да се занимавате со музика Не во веќе се животот? занимаваме. Мислам дека се занимавам, веќе почна, например, еве со свирки едно друго, мислам дека тоа занимање. Што немам своја пак ја песна, повторам, што немам своја песна, ја чекам вистинската која што ќе пробуди нешто во мене. Не можам да снимам се и се што ми се нуди. Да одиме на народно прашање. Од Стефи Поп Димитрова, нашиот дали некогаш имаш направено пренк на Ивона? Не имам направено пренк на Ивона, кога ги читавме прашањата, баш се погледнавме и прокоментиравме дека ние суштина нашата комуникација е така некако чудна и цело време уствари се пренкуваме, секојдневно некои глупости лупаме се. Така се забавуваме, иначе озбилен пренк, некој да Немаме. У суштина краток одговор. Марио ме зеза за мојата килажа, а ја го зезам за Добро да ја сега кажам за зезање. Тоа не е зезање, тоа е чиста вист. Добро, ја го зезам него дека одамна не бил тепан. Погледнете го клипот од пред една недела. Добро. Наредно прашање исто така од наш колега, јутјубер. А тоа е кој, Марио? Не. Кој? Иванов.Емил. Винкут. Како и кога се запознавте, раскажете приказната. Поздрав од Винкут. П.С. Имам предизвик за Марио, вели. Стави лутбуковец во устата и седи така дури не заврши следното прашање. Прво да му го одговориме неговата. А следното прашање е леле. Ај нека исто да го превиди. Ајде. Исто ли? Одиме, како и кога се запознавте, раскажете ни ја приказната. Винкут сака да ме убие. Јас иначе сум ужасен љубител на луто, но луто во уста без ништо. Без леп, без ништо. YouTube? Добра, ајде говориме на прашањето. Како и кога се запознавте? Имаме зборувано за ова на YouTube. Јас и Марио се знаеме 10 години, се знаеме од нашето основно училиште, но онака константно почнавме да се дружиме од македонски идол онака, а од сите наши песни веќе се зближивме и почнавме со седенки, со дружби. Така да 5 години се во прашање. 5 години се дружиме активно, се познаваме преку 10 сигурно. И
И луѓе, да кажам, не сме во врска. Не сме во врска. Да, Што е стално со... ме спојувате. Ние снимавме и BFF Tech и од 250 видеа наназад рековме дека не другари. добри другари, не знам зашто. И постои машко-женско другарство, само да ви кажам, постои. Така да тоа е нашата приказна. Од сите наши песни, почнавме, го представувавме Куманово таму заедно со Мартинијан. Се дружи, продолжи нашата дружба, така да тоа. И тука сме сега на YouTube и го не Марио. Ете ви одговор. А сега шо? А сега... А не, wait. И еве го Марио. Драго мој Винко. Еве ти лажичка со луд буковец. Фала ти што ми изостави мене. Ако загинам, ако се отидам, Плати ми сахраната. плати ми за храната. Wish me luck. И наредното прашање сега Марио ќе молчи јакет. Наредното прашање од hihha.n. Вие како сте? Што се дали се слажувате Анета Молика да не представува на Евровизија? Не се прашуваме ние, но седно, ако тоа го одлучиле, нека биде Анета да представува Македонија на Евровизија. Не можам, ме потеќа на претходното видео. Фала ти Ау. Ау. Одвратно. Добра. Винко те лош. Наредно Леле, прашање. Наредното прашање, ја дори го одговарам, треба и вона вака на очи да се тресе од лутото. Тоа кој го кажа? Мистер YouTube Марио. Марио? Да. Не постои. Михаел _S.47. Како и кога се запознавте? Поздрав до него, го одговоривме прашање. Да, требаше и ова да го одговари, вона дури ја имав соло уста. Да. Mimi.Тонеска вели, што најмногу сакате да снимате? Скетч. А Марио го неќе. Нема да ја Се злом. шалам. Пип. А, не, у Не, суштина... пип треба да ставиш нова. Нема што да ја ставам го. Деца не гледаат. Ние сме отворени, а деца демек не знаат, они не какарат. Како се вика... имаме, сакаме да снимаме најмногу скеч, но скечеви се при тоа најзахтевни за снимање, ни треба многу време за снимање, ни треба уште повеќе време за едитирање, па рендер, па све тоа и навистина многу време треба. Буквално еден цел ден треба да му се посветиш за еден скеч да направиш, при тоа ти мора тој скеч да го осмислиш. Ако не веќе постои некаде како сценарио, можеш да го преведеш на македонски, да смислиш какви ти се условите, така да најинтересно ни е кога снимаме скечи, но во суштина снимаме се што гледате на каналот, уживаме да го снимаме. Се што не сме го снимале до сега, значи не сме сакале да го снимаме затоа што не го уживаме. Разбрате. Наредното прашање од Јанева 20 за скеч. Дали може да снимате повеќе скечеви во иднина? Најдобри сте. Благодариме. Може да снимаме, оставете ни во коментари предлози што сакате да снимаме, какви компарации да правиме. Не мора да се компарации, може да се топ 5 видови, луѓе што не нервираат. Нешто у тој фазон секаков скеч. Ние почнавме со тие споредби, меѓутоа не е тоа единствен начин во кој може да снимаме. Потоа имаме прашање од Инджи _Рахим _17 Рахим, да. Колку години имате и дали сте задоволни од фановите? Јас имам 21 и сум задоволна од фановите, што знам, ни поставувате прашања, не поддржувате, така да секако дека сум задоволна. Ја имам 22 години и никогаш нема да кажам дека имам фанови, така што задоволен сум од сите луѓе кои ме поддржуваат. Не, задоволен сум од сите луѓе кои ме поддржуваат и благодарен сум им, тоа фанови ми звучи грубо, фанови у заграда луѓе што не поддржуваат. Па да, али така се дефинираат, ама не сум добре Марио Манки? Да кажеш. Да, но не сакам да им се обраќам како фанови, просто кажам луѓе што не поддржуваат. Лели, вона не сме на дебата, одговар на прашањево.
луѓе она што ме поддржува, не поддржува цар никој. Ај. Следното прашање ни од Митровска 07. Како се запознавте и колку време се дружите? Поздрав. Уште една. Што уште имаш? Прашањето исто. Одговорите, се запознавме пред 10 години, се дружиме веќе активно 5 години. И поздрав до Митровска. Матеј Петревски, 2 долни црти. Кој е вашиот најголем блам? Може ли поздрав? Најдобри сте. Поздрав до Матеј. Може поздрав, еве те поздравуваме. А вашиот најголем блам? Јас не се бламирам. Он откако се родил се бламира? Јас сум човек во манастир. Да не поведа крај. Јас каналот ќе го прекрстам во Свети канал. Марио! Ајде попади кичање. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Ај далje тере. Кој е вашиот најголем блам? Не се сеќам, не знам, немам блам. Мојот најголем блам е во средно училиште, ми се допаѓаше еден дечко, седеше на стоеше на радиатор, јас по скалите се симнував со моите пријателки, го здогледав и вака со косата глумев Бионси и како на првата степеница надоле почнав од озгора, почнав да паѓам до доле на газот си паднав. Си станав елегантно на задник. Деца не гледа. Како деца да не знаат што е газ и задник. Гасо, да, од кола. Па знаат дека не можеме да дишеме, носите си маски. Ова не е дебата, ова одговараме на прашања. Ваква е нашата комуникација, нето. Не е ваква нашата комуникација, но ја јадев луд сол и сега ми е све луд. Сега е луд. И паднав на мојот задник и станав... Добро сватив ми, Ивона, дека си паднала на твојот задник и джаве. И се избламирав и никогаш... И после го реновира, али Еве! Елизабета зна што значи бити славна. Една и едина. Добра. Долна црта Иванче, долна црта 05 ни вели. Јас сакам да прашам како да направам како вашето интро и со која програма едитирате. PS, супер сте. Ивона ќе ти одговори, она го правеше интрото. Безобразник. Безобразник! Ако ти го здаде ја поедно... Не. Монтирам на Filmora Go. На Filmora Go мобилна верзија. Така што не знам како преку зборење да ти објаснам како го правев интрото, ниту знам на кое конкретно интро мислиш, затоа што јас за секој видео се знам различни интро. Постои она со некаква позадина лакова, така како се дека љубичеста, бла бла бла. Purple Rain, purple rain. Така што користам Filmora Go, можеш да си ја симнеш на Android или на не знам дали постои за iOS. И ќе се снајдеш сигурно, чим јас се снајдов. Пота, одиме, стана едно прашање од Симјановска 13. Која ви е целта на YouTube? И дали некогаш сте се карале за глупава работа? Томан работа. Може ли поздрав? Може. Поздрав до Симона. И да. Симјановска. Добро да се предпоставам дека Симона. Па Симјановска. Поздрав до неа. Симона, викам предпоставам дека е Симона, по која логика? Така, имам сенс ја за имиња. Не ме прашувај. Еве бе се караме за глупава работа, еве, ова е. Не се покаравме, просто еве некој филозоф. Муса Еминов. Што одговори? Кој ви е целта на YouTube? И шо кажа ти која не е целта? Па го одговоривме претходно. Кој го одговори? Јас и ти. Забава. Јас и ти кој едно тело, една душа сме. Не признаваме. Муса Еминов вели. Дали планирате да снимате смути челендж? Мислам дека од 10 сабскрајбери, откако имаме отворено YouTube канал, прв наш коментар беше смути челендж. Снимате смути! Смути! И еве после 20 видеа, ни уште не сме го снимали смути челендж, но затоа планираме да направиме една соработка, нема да откривам ништо повеќе, која ќе ме нема да сме сами.
и ова ќе биде најдобриот смутич во Македонија. На Балкан. Така да, тоа ќе се случи за 1000 сабскрајбери како специјал и верувајте ми вреди, затоа обавезно кликнете на црвеното копче каде што пишува subscribe или претплати се. И подржете ме за да побрзо го правиме смути челенџот. И последно прашање е од Последно? Да. Ангелено. Еден. Што најмногу ве инспирира во врска со музиката? Вие. Фановите ли? Пилиња. Фановите ли? Не пилињата. Пилињата. Они за мене се пилиња, за тебе го Зеванови, дрска женетино. Дрска женетино. Што не инспирира најмногу во музиката? Искрено мене ме инспирира најмногу, ама ова ќе звучи толку многу клише, ама толку многу е точно. Држи на пауза. Секоја песна што ќе избаци Марија Шерифовиќ. Толку онака ми црпе, ајде Ивона, почни со работа, почни да снимаш. Ајде Ивона, но се уште не се нашла правата песна. Добре. Марија! Мене во музиката најмногу ме инспирира љубовта, ме инспирираат убавите нешта, малите убавите нешта кои ми се случуваат во секојдневието. Ме да чукаш аплауз, пошто не си нити мало. Кога се лути, тато! Ова е типичен болесник. Не е битно. Бели кошули носиме зато. Ќе вратам таму на стори кај сте го поставиле прашање. Пошто ја ова Q&A не можам да зборувам. Се шалам. И тоа беше се. И тоа беше се за денеска, дечки, и верувајте ни колку време снима. Колку ќе имаш за едитирање? Добро, значи пола саат снимаме. Много кој да преер. Така што верувајте не изгубивме концентрација, пола сат го местевме ова позади нас глупавото што го гледате како да сме го купиле да не кажам каде, како шахта си, но не е ни битно, се надам дека ви се допадна ова видео, доколку ви се допадна, ставете лайк, претплатете се долу на каналот, напишете ни убав коментар, некој се следете на Инстаграм, на Фейсбук и сегде, така што се гледаме наскоро.